тоа што најмалку 2 до 3 во моментов. Благодарам колега Герасимовски. Значи правиме компетентност и корупцијата и така натаму, опасноста од меѓуетнички конфликт исто така интерен ризик фактор може да биде многу значаен. Има доста страна. Добар ден. Како сте? Добро, одлично. Добар ден, колеги. Добри сте? Пакетата е овде, да? Сега? Ќе се не направи. Да, јас ќе замолам да станеме. Молам да станеме. Во име на досегашната соработка и континуирана поддршка, Факултетот за безбедност ќе му додели плакета на председателот на Република Северна Македонија, која ќе додели деканот на Факултетот за безбедност, професор доктор Никола Дујовски. Почитувам декане, повелете. Добар ден, почитувам председателе, добре ни дојдовте. Почитувани присутни, драги колеги, за прв пат после 42 години од основањето на Факултетот за безбедност имаме чест да бидеме домаќини на председателот на Република Северна Македонија. Со него соработувавме долги години наназад, меѓутоа прв пат е присутен овде во својство на председател. Особено ни е драго затоа што ја препознавте институцијата како место каде можеме да разменуваме значајни теми од областа на безбедноста. Во таа чест и во чест на вашата посета на факултетот, дозволете ми да ви врачам плакета. Ме молам да седнеме, да започнеме со работниот дел. Поздрав до сите, навистина ми изненади ова што го чув Савајлево. И јас не верував дека председател на држава прв пат доаѓа во една волку значајна институција, не само сега, него децении наназад. И јас се надевам дека и до крајот на мојот мандат, а и моите понатаму наследници, тие што ќе дојдат по мене на оваа функција, ќе доаѓаат почесто во оваа институција, затоа што тука излегуваат со години и децении, како што реков, кадри кои на друго место не се образуваат, значи само ова е специфична една институција која образува вакви кадри, и тоа како потребно. И порано било, и доправа е, и во 21 век безбедносни предизвици, сега од понов, од различен, од модификуван вид, се тука пред нас и мораме да се соочуваме со нив подобар начин од тоа да се соочите со нив имајќи квалификувани луѓе кои тоа го разбираат, нема. Значи, апелирам и во наредниот период да продолжиме со соработката и се разбира и годините нанапред, тие што ќе дојдат после нас да не ја прекинат таа соработка, бидејќи недозволено 42 години прв пат да влегува председател на држава во оваа институција. Поштовани студенти и професори, поводот за денешната дебата е новата стратегија за одбрана, која неколку години на нас застоеше непотпишана и која наскоро ќе стапи во сила затоа што ни се потребни нови стратегиски документи кои содействуваат со новата реалност во која се наоѓаме, а клучната е дека стануваме членка на НАТО, алијансата набрзо. Вако вид на дискусии се важни за земјата и за сите нас, заради подобро мапирање на безбедносното обкружување и справување со прашањата кои се однесуваат на стратешката безбедност, со кои се соочуваме ние, регионот, а и светот. Дозволете ми накратко да дадам свое размислување на темата на почетокот на оваа дебата. Без сомнение, клучниот стратешки пробив кој Северна Македонија го направи во однос на сопствената безбедност е поканата за членство во НАТО, која ја добивме во јули 2018 година. Тоа беше историски исчекор и пресврт кој нас како држава конечно не позиционира на светската безбедносна мапа еднаш за секогаш. Влезот во НАТО значи дека ќе седнеме на иста маса и ќе добиеме еднаков глас со останатите земји и членки. Но тоа значи дека 29 постојни земји членки ќе имаат обврска колективно да се грижат и да ја штитат и нашата безбедност, а знаеме дека безбедноста е основниот темел за демократска консолидација и економски просперитет на секоја држава. Една од нашите цели е да ги реализираме приоритетните реформи предвидени во стратешкиот одбранбен преглед, кој треба да овозможи да имаме армија која е подготвена и компатибилна со структурите на НАТО. Подеднакво значени се и реформите во безбедносниот сектор, кои за жал со години беа запрени и дури во последнава година и пол се динамизирани. Како идна полноправна членка мораме да бидеме активни и во операциите на алијансата. Нашата цел не е да бидеме само членка на хартија, туку активна членка подготвена да придонесува за глобалната безбедност. Бевме присутни во Ирак, се уште придонесуваме во Афганистан,
Либан, Босна и Херцеговина. Истовремено обезбедуваме значајна логистичка поддршка на КФОР на Косово, а во оваа насока не е исклучено наше активно присуство и во некои идни мисии за засилување на меѓународната безбедност. По поканата за членство во Алијансата, ние сме во помирни води, но безбедносните предизвици во регионот се уште присутни. Тероризмот, верскиот екстремизам, сајбер нападите, дезинформационите кампањи, хибридните војни се присутни и нема наскоро да исчезнат. Најдобриот начин за справување со современите безбедносни закани, кои се наоѓаат високо и на агендата на НАТО, е да ги следиме информациите и трендовите и заедно со другите членки на Алијансата да се соочуваме со нив. Во блиското минато имавме примери кога бевме цел на софистицирани хибридни кампањи, кои сакаа да го загрозат демократскиот процес и да ја попречат волјата на граѓаните. Современите хибридни закани ќе продолжат да действуваат преку државните граници и затоа е значајно здружено да им се спротивставиме. Почитувани, свесни сме за сите предизвици со кои се соочува Европската Унија, како и дебатите за проширување кои во моментот се одвиваат во Европа, но очекуваме јасна покана за почеток на пристапните преговори. Секое одолговлекување на европските перспективи на регионот значи потенцијално отворење простор за други актери и безбедносни, кои не нудат оддржливи алтернативи ниту за Европската Унија, ниту за НАТО. Сепак да бидеме реални, најмногу зависи од нас и од нашите реформски резултати, како земја, пред се во однос на владењето на правото и борбата против високата корупција. Прогресот на Балканот во последната деценија е неспорен, од регион на конфликти, прераснуваме во регионот кој почнаа да доаѓаат и добри вести. Северна Македонија направи стратешки исчекор кон сите 5 соседи, како придонес кон стабилноста на регионот. Подпишаната билатерална спогодба со Бугарија ги олесни односите меѓу двете држави, во исто време по долги години замрзнат конфликт. Процесот на преговори со Грција за името беше обновен и резултираше со подпишување на договорот од Преспа, која отвори вратата за членство во НАТО. Се разбира, подготвени сме и понатаму да ги унапредуваме нашите односи и соработката со сите соседи и паралелно да продолжиме да бидеме активен чинител во регионалната безбедност. Дами и господа, на сите учесници ви посакувам успешна дебата. Убеден сум дека ваквите собири помагаат за подобро разбирање на современите безбедносни предизвици, а нашата заедничка цел е ни соочување на аргументи да дојдеме до најдобрите можни решенија за проблемите во времето во кое живееме. Благодарам за поканата и за вашето внимание. Добар ден и од мене и добре дојдовте на уште една дебата, овој пат посветена на концепцијата за одбрана, за која што имаме што да кажеме како универзитетски професори. Меѓутоа, за тоа имавме можност да се подготвиме, малку повеќе ќе зборуваат колегите кои што имаат подготвено своји излагања. Јас би сакал да ве поздравам како декан на Факултетот за безбедност, председателе Пендаровски, вие знаете и самиот дека оваа просторија, овај факултет во последните неколку години е вистински медиум на соработка помеѓу научната фела, научните работници од областа на безбедноста и безбедносните институции во нашата држава. Впрочем, вие и како национален координатор за НАТО бевте наш гостин, разговаравме за многу значајните прашања. Меѓутоа, овде започнаа и разговорите за реформи на безбедносниот систем во целина. И мислам дека постигнавме многу добар напредок. Раководствата на институциите во владата, во министерствата ги имаат предвид ставовите на научната јавност, затоа што ние слободно и отворено нашите сознанија, а тие, јас сум уверен дека се секогаш во контексти на регионалните случувања и на европските случувања, безбедносните прашања ги отвараме на едно високо ниво и даваме соодветни предлози. Токму таков е случајот и денеска. Очекувам дека ќе имаме навистина корисна дебата од која што ова концепција, односно стратегија, може да стане подобра. Представува документ кој што е подготвен во контекст на современите случувања, тоа што нас не очекува многу наскоро, потребата од реални промени во општеството кои што ќе се случат и по членството на НАТО, кое што е известно, останува уште да видиме колкав период не дели од тоа, и да се надеваме почетокот на преговорите со Европската Унија. Одбраната и безбедноста се секогаш актуелни прашања, особено во 21. век, кога целиот регион на југозападна Европа или ако сакате на Западниот Балкан се соочува со значајни
навистина значајни предизвици по однос на одбраната и безбедноста, нашата држава пополека ги надминува сите тие прашања со отворената политика која што ја водиме и во областа на одбраната и безбедноста. Навистина имаме пријатели и ќе го обезбедиме идниот развој на општеството преку гаранции кои што ќе остават можност на сите други сфери во општеството да се развиваат паралелно. Стратегијата за одбрана има сегашна, но пред се и идна улога, најмалку во наредните 5 години, ги зацртува клучните интереси и ги представува насоките за решавање на тековните можни закани и ризици. Формулацијата, особено на формулирањето, работењето на безбедносната стратегија, особено значајна, што е проследена преку еден стандарден циклус, кој ги опфаќа иницирање, изготвување, денешната јавна дебата, усогласување и на крајот одобрување и донесување од страна на претседателот на државата. Во неа се дефинирани визијата на државата во меѓународниот систем и улогата која има државата во тој систем, воедно ги зема предвид интересите, вредностите и процесите на одлучување на државата и кулминира со една долгорочна визија за тоа каде државата и општеството треба да се најдат во иднина во делот на одбранбено-безбедносниот систем. Покрај тоа, стратегијата представува проценка на сегашните и идните закани и донесувањето на овој документ во суштина сметам дека треба да отвори циклус на преиспитување на стратегискиот одбранбен преглед и донесување на нова национална концепција за безбедност и одбрана. Со оглед на тоа што реформите на безбедносно-одбранбениот систем се едни од клучните услови за заокружување на европските и евроатлантски интеграции на нашата држава и влијанието на овој процес има нагласена важност врз економскиот развој и демократизацијата на земјата. Реформата на безбедност на разузнавачкиот систем треба да придонесе да се зголеми професионализацијата во службите, армијата и другите институции преку деполитизација и транспарентна примена во сите фази од работењето на службите и институциите, од селекција на кадарот до системот за кариера и креирање на развојот на сите процеси и особено е значајно што во овој процес да се заокружи со донесување на нов закон за Агенција за разузнавање кој ќе има новите текови во суштина на случување. Со тоа ќе се заокружи процесот на реформи и ќе резултира со градење на современ, безбедносен, одбранбен разузнавачки систем и веруваме, ние сме дел од академската заедница во кој се залагаме за донесување на посебен закон за интегрална безбедност, во кој концептот на национална безбедност полека со нашето интегрирање ќе го напуштаме и заедно ќе се помагаат институциите преку концептот на интегрална безбедност. За окружувањето во суштина и на полноправното членство во НАТО на Република Северна Македонија ќе го означи крајот на повеќе децениската македонска транзиција и целосната интеграција ќе ја зајакне и безбедноста и суверенитетот на земјата и најважно е нашата држава да продолжи на својот пат кон реформа на одбранбената адаптација на ресурсите за домашните реформи, особено владење на правото, борбата против организираниот криминал и корупција и другите превземени обврски на исполнување на стандардите на армијата на Република Северна Македонија и подобрување на професионалниот и животниот стандард на вработените во армијата. Членството во НАТО, мораме да сватиме, не е крај на патувањето на нашата држава, туку нов почеток на маратонот кон Европската Унија. Независно дали слушаме дилеми на лондонскиот самит, ќе го заокружиме нашето полноправно членство или на почетокот на следната година, тоа ќе се заокружи до средината, односно до почетокот на 2020 година полноправното членство, но ние треба уште побрзо да продолжиме на патот кон Брисел и тоа во пета брзина внимателно да водиме и да ги завршиме домашните задачи. Со оглед на тоа што треба да изградиме домашни, кредибилни, демократски, политички, безбедносни институции и целосно владење на правото.